Пред малку видовме како функционира, односно слушнавме како функционира Момин поток и како ќе биде темпото на работа оваа зима. Наредниви минути со говорничката која што ја забележавте веќе ни пристигна во студиото 3 на Македонската телевизија. Зборуваме за уште една активност на Црвениот крст. Од неодамна Црвениот крст нуди психолошка поддршка за онколошките пациенти во Скопје. Каков е интересот, кои стручни лица им се на располагање на нашите сограѓани со здравствени предизвици? Тема на која што разговараме со Ивона Ѓурѓиева, психолог. Добро утро, Ивона, и добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата. Од кој дел на Скопје доаѓавте, Ивона? Од автокоманда. Од автокоманда, каква е таму состојбата со сообраќајот или брзо се стасува до центар? Ако се тргне рано, се стига на време. Точниот одговор. Ова е решението за да стигнете до било која дестинација. Ивона, октомври беше месец за борба против рак на дојката. Символично некако во октомври започнавте целата оваа активност. Како функционира советувалиштето во моментов? Супер. Токму така дојдовме до една идеја. Всушност не е тоа само идеја на Црвениот крст, туку веројатно е општествена потреба. Она што забележавме дека ни треба во оваа држава. Решивме да символично по повод Светскиот ден на борбата против ракот на дојка да започнеме со 12-месечна поддршка за онколошки пациенти и тоа организирана во 2 средби месечно. Една средба со психолог, една средба со социјален работник во просториите на Црвениот крст на Македонија на булевар Кочо Рацин број 13. Целта на овие средби, затоа зборот велиме поддршката е психосоцијална, односно ги опфаќа социјалните аспекти, меѓутоа и психолошките аспекти кои може да се појават кај личноста. Тоа ни значи дека не само што е важно да се даде адекватен одговор и поддршка за емотивните состојби низ кои поминува еден пациент, туку исто така лицата да бидат добро информирани во делот на остварување на правата од системот на социјална заштита кои на нив им следат. Каков е интересот, Ивона, и кој тим работи со онколошките пациенти? Така, најпрвин, пред да започнеме со оваа активност, исконтактиравме неколку веќе постоечки здруженија кои работат, нели Црвениот крст не го почнува ова како тема, на тема психосоцијална поддршка се работело изминатите години од страна на повеќе познати здруженија. Наидовме, мислам исто така и тие ги поканивме да дисеминираат оваа информација, нели за полесно да дојдеме до оваа целна група. Наидовме на позитивни коментари, на интерес. Можам да кажам дека имаш интерес и од другите градови, значи не само од Скопје, и тоа е причината зашто решивме овие средби да се одвиваат хибридно, односно физичкото присуство во просториите на Црвениот крст на Македонија, меѓутоа паралелно на сесијата ќе е достапна линковско вклучување онлайн преку Zoom платформата, каде што пациенти од другите градови ќе можат да се вклучат онлайн и нели да го избегнат оној економски трошок на доаѓање, доколку не се во можности, секако дека и самата дијагноза си носи огромен број на трошоци, па треба нели ова да се земе предвид. Да. Ивона, какви приказни слушате од секојдневното функционирање на нашите граѓани со здравствени предизвици? Какви се потреби имаат во секојдневието, бидејќи меѓу другото споменавте дека им помагате да ги остварат и сите права од здравствената заштита? Така. Најпрво сакам да кажам нели за јавноста дека овие групи се доверливи, она што поединците го споделуваат никогаш нема да биде јавно поврзано со име и презиме и нели со она што се споделува таму. Знаете како психоонкологијата го проучува овој момент и социјалниот момент и бихевиоралниот момент и психолошкиот и сите фактори кои се на некој начин може да придонесат за па и вознемирување, да речеме до некаде вознемиреност и некои други симптоми кои може да се јават кај онколошките пациенти. Она што можеме да го забележиме е дека соочувањето со одредени пречки или предизвици во делот на остварување не само на социјалните, туку и на здравствените услуги знае да направи револт нервоза, нели дополнително да влијае на добросостојбата и квалитетот на животот на онколошките пациенти. Но овие средби може да се зборува буквално за се и за тоа како се доживува сопственото тело, нели имаме операции каде што се отстрануваат и одредени делови од телото, ова секако влијае на сликата за себе, така што на овие средби може да се зборува и за приваќањето на своето тело после оперативниот зафат, понатаму може да се зборува за емотивните
состојби низ кои поминува една личност. Се споделуваат различни искуства, токму тоа е поентата и на ваквите групи, да се направи едно поврзување нели на лицата кои страдаат од една иста болест и кои во самата таа група може да најдат поддршка, да се споделат меѓусебни искуства, да ги, како да кажем, да се информираат во однос на правата, како и да добијат стручен совет од страна на психолог. И за крај, како да се пријават сите граѓани кои што имаат потреба од вашите услуги? Важна информација секако да ја споделиме. Да. Црвениот крст е отворен секој работен ден од 8 до 16 часот. Просторите на Центарот на ментално здравје се наоѓаат на булевар Кочо Рацин број 13 во самите простори на Црвен крст на Македонија. Може да дојдат нели и физички да се информираат во текот на секој работен ден, но исто така и да се јават на телефонскиот број 070 819 428 и да добијат информација за поддршката. Секако дека овие лицата кои ќе се пријават, понатаму ние можеме да дистрибуираме и линк, доколку сакаат онлайн да се вклучуваат, а оние кои сакаат физички да ни дојдат, се добре дојдени. Нона, благодариме за гостувањето на една друга тема, чисто краток коментар за крај. Како психолог, вчера граѓаните покажаа доста голема емпатија. Имавме проблем со јавниот сообраќајен превоз со Скопје. Голем број на граѓани покажа емпатија и солидаризирање со останатите граѓани. Како психолог, како тоа ќе го прокоментираме? Тесно е поврзано со сето она што вие го работите во Црвениот крст, бидејќи многу пати граѓаните кај нас исто така покажале колку емпатијата им е јака страна. Така, убаво прашање поставивте, не само како психолог, меѓутоа и како припадник на Црвениот крст. Кризите и тешките моменти во едно општество, многу често, ова не е нов феномен што може да се види, многу често водат до едно зближување на луѓето помеѓу себе, како и појавување и на солидарност и вакви гестови на еден начин на поддршка меѓусебна и тоа за жал во тешките моменти, во оние моменти на предизвици, многу често се гледа не само на ниво на поединец, туку вака и поглобално на ниво на заедница. Многу беше убаво да се види на Скопје. Покрај нервозата која што ни ја донесе денот, беше на вистина пријатно да се слушне и да се види како ние граѓаните се солидаризиравме меѓу себе за да го реализираме денот. Благодарам многу за гостувањето во Македонија наутро. Благодарам и вас. Дел од програмската понуда може да погледнеме, доколку имаме дел од програмската понуда, веднаш потоа имаме нова тема во Македонија наутро.